Ја мислам дека Македонија нема ниту административна, ниту друга државна моќ да дигестира 5 милиарди фунти. Ја мислам дека сепак може. Види, 5 милиарди зависи кој период. За 5 години не, ама за 10 години може. Примислам дека железницата реално може да се направи. Реално може да се направи Чебрин и Галиш или само Чебрин да биде 3-4 капитални проекти кои што кријат во таа вредност и ќе се реализира. Не знам, Чебрин е 1 милиарда, железницата 2 милиарди, најдете уште 2 проекти, еве ги 5 милиарди, тоа може да се реализира. Океј, нема работници, ќе се донесат работници од странство, ќе се ангажираат и странски фирми, може тоа технички да се изведе, ама да, во најдобар случај, во најдобар можен случај, реално зборувајќи, мислам дека со оваа владеечка гарнитура во Македонија и со тоа како стојат работите, мислам дека тоа не е реално. Ама мислам дека воопшто нема ни да пробаат они тие да ги реализираат тие сите 5 милиарди во овој период. Пак ќе кажам, мојот генерален совет дека нема да видиме веројатно скоро ништо од тоа, или само ќе почнат, па ќе се разлачи и нема да се доврши. Видете го премиерот што правеше изминатите неколку месеци. Беше се шеташе прво во Америка таму на какви состаноци беше во Јапонија, па бе не знам на Блиски Исток, Дубај. Само негде шетат, ништо не вршат. Во тоа цело време ви се случи кочани, ви се случи, не знам, ви бараат синдикатите повисоки плати. Премиерот нигде го нема. Премиерот очигледно не е посветен на домашната работа, не е посветен на средување на државата, го гледа веројатно додека на власт што е можно повеќе да искористи, да прошта по светот. Затоа мислам дека нема реални шанси ова да се реализира.